Председателе, се јавувам за процедурално поврзано со член 135 став 4, имено по кој знае кој пат се шверцува европско знаменце и сега ќе го објаснам во кои делови. Вели дека кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши согласување со право на Европска унија, во воведот се наведуваат податоци за изворниот акт на Европската унија со потпун назив, број и датум. Во кореспондентната табела која што ни е пратена од страна на Министерството, прво симптоматично е зашто Министерството за труд ни праќа закон за судии, надлежен е министерот за правда за тоа, но не и се бидејќи е лекс генералис закон за работни односи. Во изјавата за усогласеност, некој си Дарко Дочински, помошник раководител на сектор, не убедува наспредениците дека овој закон е согласно изворен акт на Европска унија, при што наведува одредби од акти на Обединети нации, од акти на Совет на Европа. Еве, вие, бидејќи сте председател на собрание, често шетате со делегации надвор од државата, можете да посведочите што е Европска унија, што е Обединети нации, што е Совет на Европа. Тука нема цитирано ниту еден акт, а зошто нема цитирано? Затоа што таков акт не постои. Значи, секоја земја на Европската унија различно си уредува кога судиите ќе одат во пензија или нема да одат. И во воведот на овој закон го нема суштествениот дел кој што го бара деловникот и вие како председател конечно треба да воспоставите пракса, доколку нема цитирано изворен акт на Европската унија, да ги враќате овие закони. Но смислата на законот, за да знаат граѓаните, е тоа што вели дека преоден период има, односно нема кадри од Академија за судии, има празен простор, односно ќе падне бројот на судии под потребниот, што е ноторна лага, бидејќи ние имаме превработеност на судии, имаме 500 судии, а на 2 милиона во Европска унија треба да имаме 400 судии. Така што основниот аргумент не држи и основниот аргумент е дека 60 слуги на власта, кои што се стари судии, треба да продолжат да судат уште 3 години, само за да го штитат криминалот на СДС. И вие тоа како председател не треба преку ваш грб да го дозволите да го прават преку ова собрание. Ви благодарам.